Имавме убава прилика да видиме како благодарение на програмата на Фондот за иновации, представници од различни училишта од нашата држава имаа можност да ги представат практично своите проекти. Ме радува оно што излегуваме надвор само од теоријата која што во минатото била практика и практично им се овозможува на младите луѓе да низ реални експерименти, низ реални истражувачки методи практично оно што го научиле во рамките на теоријата го видат и во реалноста. Ова секако отвора широки врати за младиот ум, за жуборот на творечкиот дух, но и на иновативноста и на вистина во оваа насока треба да продолжиме. Особено ме радува што младите луѓе се заинтересирани за ова, но и наставниот кадар што дава сериозна поддршка во ваквите програми. Добро, мене ми навистина задоволство што денеска во Битола презентираме еден мал дел од проектите што ги реализираме преку програмата Предизвик за млади истражувачи, која што ја почнавме релативно скромно пред 2 години, меѓутоа веќе можам да презентирам дека имаме над 50 основни и средни училишта од нашата земја кои што земаат учество во оваа програма. Дополнително имаме уште 2 програми кои што ги реализираме со Американската агенција за меѓународен развој и со УНИЦЕФ. И во рамки на сите 3 програми целта е да се поттикнува критичкото и креативното размислување кај младите и секако сето тоа да води кон охрабрување на младите да останат во Република Северна Македонија и да развиваат свој бизнис тука, што е исклучително многу важно. Со вкупен износ на средства кои што се обезбедени како поддршка од 15 милиони денари. Доколку ме прашате дали е тоа доволно, јас ќе кажам дека не е, меѓутоа е добар почеток. И јас како представник на Фондот за иновации и технолошки развој можам само да земам обврска, таа обврска земавме тука пред овие млади луѓе денеска, дека оваа поддршка ќе продолжи. Се додека има интерес, има на секој следен повеќе има повеќе интерес, че се додека има интерес и потреба, че поддршката ќе биде тука, оваа држава стои позади младите луѓе.